Добро вечер, почитувана публика, добро дојдовте во Порта. Добро вечер на гледачите на сателитскиот канал на Македонската телевизија, добро вечер на гледачите на телевизија Сонце, кои не пренесуваат од ова минута па до наредните 90 минути на овие фреквенции ширум светот, бидејќи навистина Порта се повеќе и повеќе добива и во интензитет и во гледаност, со оглед дека темите кои ние ви ги предлагаме создаваат голем интерес. Почитувани тоа што навистина секојаш ми се паѓа и со задоволство тоа го велам, емисиите да ги реализирам се проти некој голем празник или обележување и така натаму. Рече си за 90 минути од сега натаму, не очекува 99 годишнината од еден за мене еден голем страмен документ, страмен договор, новинарска забелешка, али секојаш го споделувам со вас, договор, Букурешкиот мировен договор и поделбата на Македонија од 1913 година. Овој документ кој ќе им ги спомнете на политичарите од светот, веднаш добиват копривњачи, добиват алергии, бидејќи наистина немаат одговор на нашите искрени прашања зошто не поделивте, зошто не разделивте, зошто го сторивте тоа што ни Господ не сакал да го стори. Никош ни го не сторил Господ, Господ ги обединува, интегрира народите, но човекот секојаш е, не наречам најголемиот, тај да речам волк, но наистина најголемиот злосторник кога прави некои чуда кои наистина никош не може, тешко може да се исправат. Но никош не е доцна и да се побара една исправка на грешките и гревовите кога некој ги направи. Верувам дека генерациите, помладите кои доаѓаат и престојат, треба да ги исправат грешките на постарите. Тоа се земам за право само уште една минута да искоментирам и случувањето кога дојде и првиот човек на светската организација, господинот Бан Ки Мун, кога дојде во Македонија, во македонската престолнина и кога дојде со една позитивна енергија и искажа дека нема никој право, ниту и ни еден, ниту ни една организација, ниту Обединетите нации да дискутира и да преговара и одлучува за универзалните вредности. Наистина ме почести како македонец, како човек која сака својата земја. Оваа изјава, бидејќи некому навистина рекол го крена адреналинот, па може му шепна, потоа да не го спомне истото. Но доволно еднашка. Тој гром, таа молња упати порака до сите во светот. Верувам дека таа молња треба да допре и до тие моćници кои навистина сите овие години си поигруваат со Македонија, со незиното име, идентитет, јазик, култура, историја и така натаму. Не давајќи право да го потврдиме тоа што од Бога пак ќе речам ни е дадено, а го носиме со милениуми. Почитувани, јас нема да должам многу со оглед ќе ги најам рекламите и се враќам во студиото кога ќе ги најам моите соговорници. Останете со нас. Вечерва, почитувани, нема да ве вклучам. Сигурен сум дека ќе го прифатите се тоа со оглед дека соговорниците и темата што ви ја предлагам на дневен ред во вечерашната Порта ќе ве пленат и ќе ве исполнат до максимум. Значи, Букурешкиот договор, јаболко на раздорот, договор на раздор и пропаст. Тоа е мојата работна тема, ќе ја споделам со моите соговорници. Ѓорѓе Атанасовски, македонец, бизнисмен, голем патриот, кој само што туку пристигна од Соединетите американски држави во студиото на Македонската телевизија. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер. И задоволство и чест ми е, почитувани. Навистина, тоа што сакам да кажам, мојот драг пријател, кој сам сите сме што викаме гости на овој свет, во моментот не е со нас, но тоа е околу нас и секој ќе биде во нашите мисли. Тоа е наследникот на професор доктор Ванчо Стојчев, доктор Александар Стојчев, професор историчар, кој навистина е гордост да го представам како наследник на еден голем воин, македонец, која бранеше и ја бранил Македонија со сиот свој корпус во делот на македонскиот идентитет, историја, култура и сето тоа. Добро вечер. Добро вечер до вас и до сите гледачи на Македонска телевизија и на телевизија Сонце. Така. Еве јас само ќе предложам госпоѓа Зорица Шекерова и екипата веќе предлагате, се договоривме за еден мал музички блок кој ќе биде еден вовед фактички за нашата тема. Зорица, може? Поубаво да кажете, почитувани гледачи, ја верувам дека моите соговорници ја делат тоа исто во моје мисли и чувство. Букурешкиот договор на работен наслов, реков, јаболко на раздорот, договор на раздор и пропаст. Господин Атанасовски. Ја мислам дека Букурешкиот договор и во тоа време и ден денеска е еден документ кој што меѓу македонците прави голем раздор и сите оние
политички и економски работи што се случувале во тоа време и ден денеска веќе можеме да гледаме дека се присутни. И истите држави кои што во тоа време македонските територии ги разделиле, знаеме дека ги окупирале во тоа време и денеска се окупирани и тие сакаат да ги направат како да се нивни. Ние како македонски, како сега создадена држава, призната од 135 земји во светот, мислам треба да почнеме да ги бараме човечките права. Треба да бидеме многу поагресивни него што бевме до сега. Треба да бидеме единствени во иднина и мислам 100 година ќе бидат од Бугарскиот договор 2013 година. За ова една година треба да се организираме да бидеме единствени и година треба да биде денот кога македонците сите ќе се обединиме и ќе му кажеме на светот дека ние македонците оној Букуреш договор не го признаваме, не е потпишан прави македонци кој што вистина треба да биде потпишан македонци и дека тој договор не е важен за нас и бараме сите македонци да се обединиме по еден покрив. Професор? Токму како што го насловивте ова прво прашање, дека е договор на раздорот, како што спомна ценетиот господин Атанасовски, и за македонците, но она што од историската наука можеме да го кажеме е квалификацијата на речиси сите дипломати и сите интелектуалци во времето кога е потпишан Букурешкиот договор, а тоа е дека се додека не се формира независна, самостојна Македонија, секогаш на Балканот ќе има крв и ќе има војни, ќе има поделби. Со асоциација, значи, на еден раздор кој што и ден денес сме сведоци дека од наш македонски аспект македонскиот народ обстојува, продолжил да живее, но за жал во разединета држава која што создава една атмосфера на неисполнетост, незадоволство кај македонците и на Балканот, но и на македонците кои што под притисок на режимите на новозавладените држави морале да го напуштат вечното огниште и да заминат во прекуокеанските земји и подалеку од овие простори. Така да останува како една болна сентенца во сеќавањето на нашите постари генерации, но и како една недоумица, непознавање на новите млади генерации на македонци кои што секако треба да запознаат својата историја, да ги запознаат своите корени, за да не дојдат до тој елемент на раздор и непознавање и на внатре себе си на своите корени и на обединетоста на македонскиот народ кој што можеме да кажеме во континуитет во историјата од 28 векови се бори за своја држава, во повеќе периоди создава своја држава во антиката, во средниот век, но во време на модерните држави националното освестување, ослободување се бори на таа територија која што е поделена во 1913 година заедно со балканските народи кои што успеваат да добијат слобода и држава, но македонскиот народ исполнето комплетно, значи со сиот свој потенцијал и воен, и политички, и интелектуален, учествува во борбите во војните, но за жал како политика на големите сили измамен од сојузните држави во ова време кога е после Балканските војни потпишан Букурешкиот договор е расподелен и му е оставена во наследство таа болна сеќавање на раздор и желба да се, ако не може да се обедини во една територија да живее, барем, како што спомна господин Танасовски, да се обедини во мислите, во спокојот дека е сигурен на почвата на која што живее денес и дека сигурно е на таа почва од која што потекнува, од која што заминал во прекуокеанските земји. Почетокот на најавата спомна дека кога ќе им спомнеме на политичарите за овој документ, веднаш добиваат алергија, едноставно избегнуваат, не дават коментар. Зошто? Ја мислам, тие може не разбира својата историја на македонскиот народ. Многу од политичарите, јас сум многу изменеден во овие 20 години како што постоиме како независна држава, можеме да видиме дека неспособноста на оние политичари Македонија да е доведат и на економски и на политички начин многу на подобро место него што сме денеска. Поради разни причини, поради разни инфлуенции од соседните земји, може има и притисок и многу имаме луѓе кои што се и во власта и
на други институции кои што работат за странски интереси. Тоа е најголемиот фактор што и имаме големи причини и ден денеска што ние не можеме да тргнеме на прав пат. Ние во иднина треба да видиме кои се правите луѓе кои што треба да ја водат оваа држава, заради што ни е потребно и такви лидери кои што ќе мислат добро за нацијата, добро за народот и оние сите предни проблеми што сме ги имале, треба самите да се избориме, да докажеме не само во овој регион тука на Балканот, туку во Европа и во Обединетите нации, кои сме ние, што сме, само тоа ние можеме да окажеме, нема никој да се залага за нас. Ние самите македонци треба да се освестиме дека сме ние тие кои што треба тоа да го спроведеме. Така, Стојче, исто вас ќе ве прашам, но од профил и ракурс на политичар од светот. Со оглед дека во повеќе наврати имав таа прилика и можност да им поставам прашање директно. Што правиме со Букурешкиот мировен договор? Со оглед дека тоа како што вие исправете, коригирате, ми сте и книга ќе објавите веќе, тоа и сакам ексклузивно да спомнам дека во оваа наша студија, во оваа емисија, ќе имаме можност како пилот, да речеме, или драфт, или како да речеме, еден почетен, се уште необјавен труд, да го имаме на масата, во кој има најесенцијални, најексклузивни артефакти кои треба да ја затнат устата на големите, речам, по наводници пријатели, односно непријатели на Македонија. Значи, фактот е дека меѓународниот фактор, преку своите емисари, политичари, амбасадори, кога ќе им се постави прашањето за Букурешкиот мировен договор, тие се no comment. Па така, јас не би коментирал сега од политичка димензија што ја има Букурешкиот договор, но ќе кажам од историски аспект дека историјата како наука во последно време, посебно на Балканот, многу често пати се злоупотребува. Во однос, конкретно ќе речам, се злоупотребува во однос на македонското прашање и на Македонија. Ова книга што е подготвена и што најбрзо време ќе биде издадена, содржи еден корпус на документи кои што се претходница на Букурешкиот договор, значи тајни договори помеѓу балканските држави, договори тајни помеѓу големите сили, договори непосредно пред отпочнување на балканските војни, Букурешкиот договор комплетно целиот со сите анекси, со додатоци, договорите кои се последица на Букурешкиот договор помеѓу државите кои што го потпишале со обврска да подоцна билатерално регулираат некои прашања што не се дорегулирани со Букурешкиот договор. Сите тие документи се од светски архиви и од архивите на овие држави кои што ги потпишале. Кои се учесници во тој заговор, во тој раздор, во тоа разнебитување. И тоа е најдобар доказ дека сведочи дека македонскиот народ и создавањето на македонската држава се свесно попречени со политиките, со действувањето на овие големи, да речеме, моќници, кои дале подршка на балканските држави за да се зацкрие, да се денационализира македонскиот народ, македонското население и да не се создаде македонска држава. Она што македонците и другите, нели, заедници етнички кои што живееле на територија на Македонија со векови и живеат денес, што успеале во текот на историјата, посебно со придобивките од антифашистичката војна, да ја создаде државата и да биде легално признаена, да доведе до моментот на создавање на независна Република Македонија во 1991 година, денес од многу аспекти, вие ги спомнавте, светските политичари, на некој начин се одбегнува, бидејќи тие многу добро знаат какви документи продуцирале и што се заговарало за Македонија и дека македонците и создавањето на Македонија како право се на некој начин признавани, давани како можности во документите меѓународни, посебно во Бернскиот договор, па подоцна во Версајскиот договор со 14 точки на Вудро Вилсон, но тие не го исполниле тоа барање основно човеково право да се живее во слободна држава, самоопределување, не го исполниле во тоа време и сега овој Букурешки договор кој што ги обединува сите тие документи околу себе, посебно овде се содржани во книгата, на нив не им одговара бидејќи тие треба да признаат дека во тоа време фактички... Тоа е страф или срам?
Или ни страни перде не можат? Не верувам дека е страв, бидејќи се од позиција на моќност, туку е повеќе на некој начин можеби одбегнување на тоа да се каже дека македонците на вистина постоеле како нација во 1914 година. Реномираната Карнегиева комисија, на која што председател е добитник на Нобелова награда за мир, барон де Стурнел, кој што испраќа мисија на Балканот, која што утврдува дека македонците жестоко, брутално се сузбиени, се оневозможени да се ослободат, независно од балканските народи и балканските држави кои што војуваат и кои што ја кријат поделбата на Македонија како основна цел за... Може ли да го поразите факсимил, ако не е дозволено во секој случај? Секако, да. Само можеме насловот нека гледачите да вистина ексклузивно да видат и корицата, значи што книга. Ја верувам дека една за мене не сакам да го употребам зборот, наистина една света книга за Македонија во секој случај. Значи на вистина кажува во 1914 година дека стравот од вистинското ослободување на македонската нација, значи подвлекува македонската нација, дојден од надпреварувањето на нејзините освојувачи. Па вели претходно горе дека 15.000 македонски доброволци кои што учествуваат после повикот на владите на балканските држави да востанат, да застанат во истите редови во борба против османлискиот режим за да се ослободат. Основен ултиматум до Османлиска империја испратен во септември 1912 година е да се заради непочитување на членот 23 од Берлинскиот договор кој што предвидува формирање на автономна Македонија како фаза до создавање на самостојна држава Македонија. И мобилизирани македонците, ова го пишува извештајот кој што не е поединец, туку е светска реномирана институција која што и денес работи и која што е многу тесно поврзана со Хаг, односно со хашките институции за заштита на човековите права. И кажува дека 15.000 македонци свесно се испратени да војуваат во Тракија, за да не бидат сведоци на она што ќе го направат сојузничките балканските војски со нивните жени и деца кои што ги оставиле дома, односно дека нема да ги ослободат, туку ќе жестоко ќе ги порубат и ќе ги денационализираат. На ова во контекст има и многу други документи кои што во интерес на времето ќе спомнеме уште нешто. Да, ќе спомнеме нешто. Значи, многу што е битно, не е точно дека македонска нација не постои. Македонска нација, ова е верификувано, ова е претходница, значи Лигата на народите на Обединетите нации, дека македонска нација буквално во таа смисла во која што постојат и другите нации на Балканот, постои во 1914 година и дека не е ослободена поради интересите и жестоката политика и пропаганда на соседните балкански држави. Ще само едно прашање, па чудам на господинот Атанасовски. За тие што навистина се уште историјата не им е позната или датумот 10 август 1913. Најтелеграфски таксативно. Што се случи тоа? Така, 10 август е конечен ден, значи последен ден од седницата која што е одржана во Букурешт од 30 јули до 10 август, на кој што се одржани 12 протоколарни седници, каде што под притисок на големите сили во екот на Втората Балканска војна, кога што претходно сојузените Бугарија, Србија, Грција и Романија и Црна Гора како кралства, објавиле војна на Османлиска Турција. Првата Балканска војна е завршена во декември. Следното е примирие, Лондонски договор е потпишан на 30 мај 1913 година. Незадоволни од деловите од Македонија, кои што ги освоиле во Прва Балканска војна, Бугарија посебно ги напаѓа балканските сојузници со желба да ја освои поголема територија од Македонија и започнува Втората Балканска војна. Бидејќи светот веќе длабоко бил поделен во 1913 година на два блока, Антанта и централни сили, и ја одбегнувал можноста да се случи светски судир. Во многу дипломатски зборници, книги, документи е наведено дека македонското прашање, поделбата на Македонија е еден од главните причини за избунувањето на Првата светска војна. Не зборуваме за балканските војни, туку што е и фактички со атентатот во Сараево од Балканот почнал, значи македонското прашање е многу битно прашање за светска глобална политика. Тогаш, за да го одбегнат судирот, големите сили под присила ги присилуваат балканските сојузнички дека ќе извршат напад. И тие, врз балканските сојузнички, поделени централните сили под закрила на австро-унгарската политика и Антантата главна политика спроведува Русија на Балканот, и приморани се, однесени се буквално во Букуреш, за да на сила потпишат договор за да се спречи светски судир. И затоа ниедна од страните не е задоволна, затоа статус кво е
потпишан договорот, бидејќи таму каде што застанале војските, така имаме и неприродни граници ние после Букурешткиот договор. Дел од Струмица попаѓа под Бугарија, после ревидирано после после Версајската конференција, но и ден денес ако ги гледате границите на државите кои што денес тоа се сосема неприродно поставени граници на една територија која екзистира со векови, односно територија на Македонија со своји природни богатства, економска целовитост, посебно со политиките на повеќе меѓународни конференции, да се создаде автономна, самостојна територија, односно државно политичко уредување Македонија со центар во Солун. Значи, она што се случило на 10 август е под притисок, под жестоки заговарања, тајни задкулисни игри, 10 дена се води преговарачка политика, затоа се вика мировен договор, бидејќи под секоја цена се сака да се запре војната, но од интерес на големите сили за тие да го одбегнат судирот, што за жал не успеале да го одбегнат за само една година, се на штета на македонскиот народ и на македонските други жители, бидејќи не се само македонците, и другите се оштетени со Букурешткиот договор, посебно муслиманите, кои што исто така заедно со македонците многу права им се одземени и не им се признаени. Ние сме во тоа време, македонскиот народ и ден денес поседува документи, е лојален припадник на османска држава. Еве имаме документи каде што кажува дека правото на приватната собственост, на недвижен имот е неприкосновено и во случај ова е договорот кој што е потпишан како последица на Букурешткиот договор, договор 1914 година помеѓу Кралството Србија и Отоманската влада, каде што вели, значи имаме колку да е недоумица за да не често пати се во терминологијата одбегнува терминот окупација, па се шпекулира со други термини. Науката е јасна, терминологијата е јасна, посебно во овој документ кој што не е на македонски јазик, туку е изворно од архивата во Војниот архив во Белград во Србија и вели дека самите тие кажуваат дека исто така, еве го документот, сите права воопшто стекнати до окупацијата, значи се знае дека е окупирана територија на одстапените области, значи Османска империја одстапува области, не е чисто освојувачка и само голема воена победа на бојното поле, туку има и една повисока политика која што е поддржана од големите сили и вели горе дека правата на собственост на недвижности во одстапените области кои поединците или правните личности ги стекнале врз основа на турските закони пред Србија да ги заземе тие краишта, ќе бидат почитувани и никој нема да биде лишен од својата собственост, освен во јавен интерес со уредно констатирана, а со претходно правичен надоместок. Значи, она што еве, значи тука има јасна потврда и признавање дека имаме окупација, значи имаме окупирана територија. Така. Од страна на окупирана воена состојба, окупирана и она што еве во прилог да не биде само за една страна од Србија, она што е многу значено за Македонија, за македонската историја и за потврдување на многу прашања кои што пак не би ги коментирал, но можат да се доведат во врска и со нашите проблеми што ги имаме во надворешната политика, со негирањето на македонскиот идентитет, со негирањето на македонската територија. Тоа е анексот на протоколот број 10 од 26 јули, односно од 8 август 1913 година, кој што анекс е даден од министерот за надворешни работи на Кралството Грција, Политис, кој што дава предлог до бугарската делегација, еве го документот, владата на Бугарија да прифати да даде репарација за териториите на Македонија кои што се анектирани од Грција. Анексијата исто така во науката е дефинирана како преодна фаза после војна окупација за земање, односно присвојување на територии кои што дотогаш не биле во владение на дадената држава која што анектира, што значи дека не е ослободена дел од територија на Македонија, како што би можело да се каже Грција ослободува дел, туку кажува дека, и тоа грчки предлог, дека Грција анектира делови од Македонија, што исто така е контра оние тези кои што денес многу често се јавуваат и во грчката наука, дека Македонија како термин, дека постои само во границите на денешна Грција, туку северно дека не била никогаш таа изворна територија на Македонија, што овој документ и со де факто кажува дека сепак Грција има еден дел од територија која што како географска, како историска, како етничка целовитост компонента екзистира од времето на
Филип II во 4 век пред наша ера, се до овој болен датум 10 август 1913 година. Господин Танасовски, Вудро Вилсон 1918 година изјави вака, ќе парафразирам, професорот е тука, може да ме исправи, дека изрази големо разочарување и жалење што дојде до поделба на Македонија. Со цел дека Америка ќе даде максимална поддршка Македонија во блиска иднина да се интегрира повторно постојните граници. Каква е сегашната ситуација исто на американската политика визави Македонија? Ја мислам, американците кажа нивната страна со признавањето на Македонија во 2004 година, кога председател Џорџ Буш, треба да имаме голема благодарност спрема него. Америка е една од најголемите држави, силни држави и една светска сила, која што вистина е гледа реалноста и заради таа реалност, заради овие документи што се сите пишани и во Англија и во Америка, тие има доста податоци, не е призна Македонија само ради што така му дојде на памет че е признат. Призната е поради сите овие документи кои што се факти дека Македонија постоела и ќе постои, и во 2004 година Америка го кажа своето право дека Македонија треба да биде призната и сме признати под уставното име Република Македонија. Тој континуитет и натаму екзистира и присутен, како што беше поддршката на Вилсон уште 1918, 5 години по така, во континуитет на една политика која што Америка како меѓународен фактор, не како голема сила во смисла на европските големи сили до Првата светска војна. Знаеме дека од 1917 од влегувањето на Соединетите американски држави во Првата светска војна, таа менува доктрината и на некој начин станува светска голема сила. Но во континуитет на присуство на американски делегати од времето на источната криза, на Цариградската конференција 1876, Берлинскиот договор, Берлинскиот конгрес 78, Букурешката конференција, делегатот Джексон, кој што се обидува во Букурешкиот договор да внесе одредени реченици за признавање на правата на она население кое што ќе потпадне под државни власти, а не припаѓа на таа држава етнички и национално, и до председателот Вудро Вилсон кој што ги објавува во 1918 година познатите 14 точки врз база на кои се менува светскиот поредок после Првата светска војна. Во точката 11 индиректно тој го спомнува македонското прашање. Тоа е во литературата светска научна протолкувано така како спомнување на македонското прашање, бидејќи тој кажува дека имаат народите право на самоопределување и дека конкретно во таа точка Романија и Србија треба да се повлечат од окупираните територии. Се мисли на деловите што овие држави ги добиле после Букурешкиот договор и после воените освојувања во текот на Првата светска војна. А она што е за Македонија, тоа е дел кој што денес е Република Македонија, од кој што Србија треба да отстапи во време на Првата светска војна. Посебно поддршка американска, системот, председателот води политика, но она што е многу битно за нас е што речиси сите делегати на американски делегати на овие значајни меѓународни конференции знаеле за фактот за постоењето на македонците, знаеле за политиката на другите големи сили и на балканските држави и сето тоа го документирале во своите мемоари кои што ни се достапни, кои што дел од тие мемоари се наоѓа и во оваа книга, каде што исто така кажуваат во 1918 професорот Чарлс Сеймур кажува дека македонскиот милениум, значи тој знае дека македонците милениумски народ се, македонскиот милениум не беше дочекан поради жестокостите на политиките на грчката и српската политика во време на балканските војни. Многу лесно било, така пишуваат многу, дека македонците толку што дава доказ дека не биле ни срби, ни бугари, ни грци, но се објаснува во тие светски литератури дека многу лесно било на македонците да им додадете само една додавка како што правеле. Ич или оф или еф, па да станат тие да се прекрстат. Што од друга страна кажува дека тие, значи штом се прави таков чин, тие не се припадници на тие народи кои што се декларираат. Така да за американската политика, оно што го кажа господинот Атанасовски, во модерно време, но тоа е се врз база на еден континуитет, врз база на една стратегија која што се има кон почита на правата на индивидуата,
на која што е базиран денес американскиот федерален систем, да се поддржат народите, односно она што е фактички се гледа на теренот во борба, значи, за основни човекови права кои што се право на говор, право на слободно живење и други. Интересно е тоа што јас без никоја навреда со една констатација и моја критика врз основа на севкупното моје истражување, новинарско однесување и така натаму, можам да речем дека од пред осамостојувањето, односно независност на Македонија, имавме една книга во 4 тома Историја на македонскиот народ, да бидам искрен, двата тома содржат колку ова една книга на господинот Стојчев. Да, 4 беше, меѓутоа немаше никаде да се спомне нешто што се случува пред, нека не ми замерат научните работници, пред АСНОМ, што е моја почит и поклонение, значи при 44. Значи се е собрано од таму навака. Значи ли тоа дека господин Стојчев ги заедно, че си земам за право со вашиот татко, Бог да прости, и голем македонец во секој случај, ги колектира, ги собра списите кои се наоѓаат во светските архиви. Господин Атанасовски, зошто досега, вака прашам и како политичар и како голем патриот и голем инвеститор во борбата за македонската кауза, кој речем за национално трезнење и будење, зошто се криеше, зошто се плашеше, зошто се ставаше под тепих вистината за Македонија? Затоа што со години, уште и пред 2013 година, најмногу можеме да се задржиме од 2013 година наваки, Македонија кога е поделија, кога ги копираа деловите како Грција, Егејскиот дел, Пиринска Македонија, Бугарија, Албанија има дел, и Србите овој дел што го имаме сега самостална Република Македонија. И од тогаш тој заговор е направен да македонците бидат исчистени од овие територии. И ден денеска се врши геноцид на македонците. По тоа можеме да го видиме во Егејска Македонија многу добро, можеме да го видиме во Албанија исто и ден денеска, можеме да го видиме и во Пиринска Македонија и на другите места кај што македонците живеат. Тоа е да македонците да се прекрати дека во минатото не постоело македонци. Зошто таа несигурност, господин Атанасовски? Зошто несигурност за само идентификација, само потврда, само себе признавање? Како окупирани територии е многу тешко тие македонци кои што живеат да се чувствуваат слободни, да се чувствуваат слободни, сигурни во тоа што се. Тие во тоа време кои што живеат под окупаторска територија нема едно такво право и ден денес нема право. Ако зборуваме за Егејскиот дел, јас таму често пати одам, разговарам со македонците кои што македонците се во една таква заблуда и уште не знаат дали се вистина македонци. Затоа што окупирани 100 години тие му промовираат една грчка историја, која што тие слушаат и друга историја и не се сигурни што е точност, што е вистината. Освен тоа, простите че упадам, еден политичар кој се бара мандат од народот да се врати на политичката сцена, 92-3, кога смени името, се откажали од малцинството, од македонците во Видиш, тоа е фактот дека ние македонците самите сме тоа се создава поголема сигурност? Најголемите ме радуеш луѓе кои што имаме направено катастрофи. Во тоа време македонската влада го даде македонското знаме од Александар Филип, тоа е сонцето 16 крако, кој што го припаѓа на македонската династија. И се откажа од македонците ме радуеш од Егејскиот дел. Јас не знам ни една земја во светот да се откаже од својот народ. Само Македонија. Не само што се откажа владите од делот на Егејскиот дел, тука кога дојде Лјупчо Георгиевски се откажа од македонците од Пиринскиот дел. Така да ние во овие 20 години имаме лидери кои што не работат за македонската нација, за македонскиот народ, тука работат за други структури. И тоа се докажува дека еве Лјупчо Георгиевски можеме да кажеме во последно време многу имате податоци, се кажува дека ние во историјата е фалсификуваме. А има документи, еве како што господинот тука докажува со факти, не од 13-та година и пред 13-та година, што американците има мислене, што англичаните и други земји, дека не сни постоеле. Значи, онај факт тој што го промовира, значи тој мора да работи за некои други структури. Да. Или не си разбира својата историја. Господин Стојчев, имаше ли тогаш такви или многу лесно променливи политичари или политиканти во
13-тата или претходно? Па видите, тоа во систем на уредување на овие држави кои што го потпиша Букурешкиот договор, конкретно тоа беа монархии, тоа беа кралства, тоа беа династии исповрзани со разни интереси, интересни друштва, па и посилни интересни друштва од државни, масонски ложи. Секако дека и во тоа време интересот ја кроил капата на политичките одлуки. Така да, но во однос на ова што претходно го изложивте, се наметна, не случајно се наметна, не че се задржиме повторно на Букурешкиот договор. Што го изложивте, имаме конкретно македонци кои што учествуваат во поделба на Македонија, тоа е господинот Симеон Радев кој што е во бугарската делегација, а потпишува фактички поделба ресенчанец на Македонија. Но од друга страна, како една политичка константа, секако дека политичарите воделе сметка за државните интереси, односно за оние влади, односно кралства кои што ги испраќале и за државните народните интереси кои што си ги застапувале, односно кои што они си сметале дека треба да ги застапуваат. Па така со сите жестокости и со дипломатска вештина, но и со големи финансиски средства, дел од своите каси, дел од оние парични средства што ги добивале од задкулисните, значи, политики на големите сили, но свесно и јасно оделе кон ориентација и она што де факто го имаме и потпишан тој договор, односно делумно осварена нивната мисија да заграбат, односно да прошират државна територија на своја држава. Што во однос на Македонија можеме да кажеме дека ние имаме интелектуалци, имаме силно неоправдување, негодување против овој договор, но за жал во ова време немаме политички структури, немаме политичари кои што можат да излезат на маса и да седнат. Имено не е дозволено, иако бараат дел од македонските организации да учествуваат, да се уважат нивните писма за да се спречи поделбата на Македонија. Посебно интересно ова писмо, меморандумот на македонците од Петроградската колонија, кој што е испратен до балканските сојузени влади, кој што е оригинален документ објавен во списанието Македонски глас на 7 јуни 1913, каде што наведува, нема да го читам целото заради интерес на времето, но дека македонците учествувале во ослободителните борби на балканските народи, во ослободување на Србија, Грција и Бугарија. И наведува, значи ова е мислата македонска во континуитет од 1913 година, каде што вели повеќе од 100.000 македонски четници и доброволци се бореа рамо до рамо со сојузничките армии во балканските војни. Цела Македонија беше освоена со огромното учество на македонските вооружени сили. Наместо Македонија, прославена од Александар Македонски, осветена од апостол Павле, облагородена од дејноста на светите браќа Кирил и Методи, обединета од славниот цар Самуил, бранета од храбриот Добромир Стрез, обесмртена од крали Марко, облеана од крвта на милиони маченици за слобода, наместо Македонија е единствена, целокупна, слободна европската дипломатија, а со неа и вие, наши браќа сојузници и ослободители, не раскинувате на парчиња и ги газите нашите свети идеали. Па вели, сетете се дека раскинатата Македонија ќе биде меѓу вас вечно јаболко на раздор, она што го насловивте на емисијата. Сетете се дека и во минатите историски времиња гинеле една по друга држави во борбата за Македонија и не го продолжувајте крвавиот синодик во сегашното време. За подлого постоење на Балканскиот сојуз и на добрососедските односи на државите, што и во денешен контекст, што влегуваат во неговиот состав, е неопходно да се отстрани секакво заемно соперништво поради Македонија, да и се остави автономијата нејзе, за да можат македонците како самостојна и рамноправна држава доброволно да влезат во општиот сојуз. Така да уште еднаш тоа е меморандумот. Ова е извадок ставен на корица на книга, но оригинал документ се наоѓа во списанието Македонски глас, објавено на 7 јуни 1913 година, број 1 во Петроград или Санкт Петербург. Така да можеме во ова ваше прашање да кажеме дека во ова време македонците не лавирале, не менувале политика, ориентација, туку свесно, јасно, барем ова што го имаме како интелигенција, како и денес луѓе кои што спонзорираат, кои што донираат, кои што не се активно во политика, значи во континуитет, јасна мисла дека македонците со векови обстојуваат, се борат на ова света земја
заедно, значи не кажува дека другите не, со сите други народи, но да се испочитува и таа борба на македонскиот народ и да се живее во еден заеднички мир на Балканот, што ќе продуцира и мир на Европа и свет. Тоа што е интересно, ја би се прашал колку е точно, исправете ме, со оглед како дали е спекулација. Се водеше една дебата, емисија во која спомена, ако во договорот, значи не сум го прочитал целосно, ви благодарам што ми дадовте дел од документот и од вашата книга, ми представува предизвик, како ексклузивна можност да имам, дека доколку територијата што е поделена, државата, нели, стане независна држава во наредниот период, може да дојде до враќање на територија. Дали тоа пуста желба, спекулација или стои во документот? Видете, во документот во кој што, пак ја споменам, нема мастило и нема ракопис на македонска рака, односно на македонски интерес, не е спомната никаква можност за било какво политичко организирање, ниту пак давање на некакви права на македонскиот народ, односно македонците. Во рамките на она што го има во документите кои што се од Вашингтонската архива, од Атинскиот архив, од Бугарија, од Софија, од Турција делно документи, од Белград, од Букурешт, од Романија, од Париз, успеавме да комплетираме, значи, договор на 90 страни. Не е точно дека, да, договорот е на 10 члена, односно на 2 страни, но тие членови спомнуваат протоколи, 4 протоколи и плюс 12 протоколарни седници кои што се обединуваат во еден документ во кој што тајни анекси нема, бидејќи тоа е 100 години поминато, не сме ги пронашле до сега. Нема тајен анекс кој што би кажал нешто за временското трајање, временската рамка, или вие не го спомнавте тоа во прашањето, но доколку некогаш се обедини, едноставно, јас не би спекулирал, но ако видите дека едноставно никогаш српски, бугарски, грчки представник на конференција не би го кажал тоа во интерес на македонците. А зошто не би го кажал? Бидејќи ако би го кажал веднаш по една година, односно 2 години, кога избумнала Првата светска војна, кога што Бугарија повторно настапила непријателски према Србија, бидејќи Грција е неутрална, но навлегла на територија на Македонија и никаде ние во документите од 13-та година до денес, од тие подписнички, нема некој да се повика на некаква таква можност, туку се крие, избегнуваат да едносно, како што кажавме, преска констатиравме, дека тоа е еден срам на оваа политика која што се води, а срам кој што е засилен, зашинет на некој начин со тоа што македонскиот народ и заедниците што живеат во Македонија успееле да создадат држава која што е најдобар доказ, односно само свесноста на македонците дека има македонци, дека постојат македонци. Од аспект на вистина, науката до сега нема таков документ. И јас сум слушнал повеќе разни варијанти дека има временска рамка од 100 години, дека по автоматизам како што беше Хонг-Конг, враќање на територијата на Кина. Но за жал тоа во овој пример можеме да земеме од српско-бугарскиот договор за пријателство и за сојуз, кој што е потпишан во 1912 година на 13 мар, кој што договор е дефиниран дека овој договор ќе важи до 31 декември 1920 година. Значи има договори каде што не можеме да кажеме по автоматизам дека важи. Значи, ако не е како и денес, ако е меѓу две странки не е споменато рок на важење, веројатно такво нешто не било дел од овој договор. Што од друга страна не значи дека од аспект на некакви побарувања, ве ги споменавме и правото на сопственост и правото на признавање, дека нема механизми кои што од друга страна нашата држава би можела да ги покрене, можеби за да, ако ништо друго, добие една сатисфакција или извинување од овие држави кои што безмилосно... Да. 20 години, 22 години на Атанасовски ќе се надовр за нова. Се бориме да си го вратиме дигнитетот, што пак ќе речем од Бога не е дадено. 38 пати се спомнува Светото писмо Македонија. Некој се не прекрстија по една срамна референција. БРМ што носиме беше за 2 месеци. 2 месеца испадна 20 години. Дали Грција, според ова, е само машичка инструмент за некои сили кои наистина им пречи и добиат алергија до името Македонија? Ја мислам, Грција е само една маша продолжена, а тоа е, разбираш, можеме да кажем, Франција и Германија стојат зад нив. Ако Франција и Германија решат да не признаат, Грција не може да ги запре.
Значи, оно што се случи во Букурешт, ко Америка сакаше да не примат во НАТО, така да се случи да Грција направи вито, али тоа вито беше поддржано од Франција и од Германија. Може не беше така поддржано толку јако, али тие отидоа со нивната одлука, така да можам да кажам дека нема одговараше на франко-џерман политиката, кој што се тие две земји кои што владеат со Европската унија денес, кои што тие, како ќе кажат, така ќе видат, затоа што ситните мали држави, ако се приклучуваат таму, но можеме да видиме кој команда со таа Европска унија, ја мислам се Франција и Германија. Значи, сепак тоа е нова машичка. Дали се согласувате со оглед од кога и кому му пречи зборот Македонија за не се употреба, да нема Видите, тоа е исто во континуитет на политиката на големите сили за овој дел од светот, односно за Југоисточна Европа, за Балканот. Од кога е создадена грчката држава 1830 година, таа е создадена под заштита, уставот е под заштита на Велика Британија, Франција и на Русија. Фактички тие ја создале и тие ја одржувале и моје лично мислење дека и ден денес ја одржуваат со овие финансиски мерки, со обстојување, но името Македонија како збор, интересно е што двете големи сили кои што имаат најголемо влијание во време на источната криза, тоа е втора половина на 19 век, се до избавувањето на Првата светска војна, значи го опфаќа и периодот на Балканските војни и подпишувањето на Букурешкиот договор, тоа се две империи, Руската империја и Австро-Унгарската империја, кои што од своји интересни сфери, своји интересни политики во време на Руско-турската војна, во време на Австро-турската војна си ги поделиле интересните сфери на овој дел од светот и се договориле во Рајштад 1896 година дека после Бернскиот конгрес, тоа е 78 кога се создадени Романија, Грција, Бугарија, Трибутарно кнежество и Црна Гора и Србија, нема да дозволат да се формира друга држава, односно тоа е контра нивните интереси. Зошто Македонија им пречи, бидејќи македонците кога не добиле право на држава, право на вера, право на слобода после Бернскиот договор, а било предвидено со членот 23, ги кренале македонското востание во 1878 година, каде што јасно првпат во македонската историја е во стратегијата напишано дека македонската војска како таа востаничка војска како војска на Александар Македонски по шумите македонски го нема тука по шумите македонски чекори да ја ослободи македонската земја, земја на словенските, значи дава првпат еден свесен континуитет од 1878, значи кога имаме промена на политиката, односно политичката карта на Европа и зашто не им тоа им е контра на Австро-Унгарија и на Русија, затоа што македонците тогаш првпат чувствуваат дека се измамени од пансловенските теории, односно славистичките теории, дека словенството, односно заштитничката мајка Русија ќе донесе слобода на сите народи на Балканот. Горко го искусиле македонците учеството во Руско-турската војна, кога дедо Илјо Малешевски, Димитрија Перовски, браќата од Крушево Везенкови учествуваат во војната со јасна идеја да се формира независна македонска држава, измамени се и тогаш првпат во документите се преориентира македонската интелигенција кон своите корени. Почна да ги осознава, да ги спомнува далечните времиња од антиката, славните времиња на Филип и на Александар, што им пречи на руските интереси во главно, а со тоа и на Австро-Унгарија која што ги дели интересите со Русија и тие во 1903 година, во април пред Илинденското востание, претходно договорени меѓу себе да се забрани употреба на името Македонија за да не асоцира на било какво можно политичко организирање на население во една таква политичка единица која што го носи името Македонија. А за сметка на тоа име да се користи терминот трите вилаети, Солунски, Битолски и Косовски или Скопски. И истото тоа меѓу себе договорено му наредуваат, му наложуваат на османискиот султан да издаде ираде во империјата воопшто во циркулација, во комуникација да не се спомне терминот Македонија. И затоа ние имаме на некој начин и до ден денес врз база на оваа политика, врз база на документите строго свесно избегнување на терминот Македонија, односно народ кој што живее во таа територија македонци, да се именуваат како христијанското население од трите вилаети. А интересна во тој контекст е картата од британскиот генералштаб од 1916 година, која што карта е изработена во воено време, носи наслов
етнографска карта на Централна и Југоисточна Европа. Издадена е во 1916 година од британски генералштаб канцеларија. Може годината да зумира камерата? Да. Нас се молим те. Еве ја, да видиме значи од која еве ја, година. овде кај прстот е, значи, drawn and printed, значи нацртано и испечатено во воена канцеларија 1916 година. Еве го бројот и денес каде што се чува во британска библиотека оваа карта. 16 година е воено присуство, отворен е македонски фронт на територија на Македонија со база на сојузничките војски во Солун, но од Кавала до Албанија буквално се формира македонски фронт во текот на 3 години на војување и свесно британските војници кои што се наброи околу 100.000 на територија на Македонија во време на позициона војна испитуваат како сериозна империјална војска разни комисии, географски, историски, етнографски го испитуваат теренот, го испитуваат населението, земјата во која што војуваат. Ова карта е и дел од официјална историја империјална на учество во војната, има книга Војни операции во Македонија и ги, еве ова е многу битно, во референцата, во легендата меѓу 27 народи кои што живеат на оваа територија на Европа, под број 27 се гледа македонските, македонците, Macedonian. А што е многу интересно, бидејќи тоа било и непознаница и недоумица на британските војски, комисионери и офицери, што македонците ги разликувале од словенските народи, односно не ги ставиле во истата графа. Во графата со словенски народи. Тука може зум да се види точно дека ние словенските народи ги дава источни словени, па ги дава белоруси, рутени, чеси, пољаци, моравци, словаци, венети, јужни словени ги дава срби, хрвати, словенци, бугари, па ги дава, значи јасен пресек прави со уралско-алтајска група на народи и сосема на крај после грците и албанците ги дава македонците како посебна етничка категорија, односно како посебен народ кој што обстојува на овие простори. Нема ништо допирни точки со словените. Нема допирни точки со Од словените. 916. 916. И она што е интересно во контекст на ова е дополна картата во литературата, во мемуарите, во документите на британските офицери кои што служат во Македонија кажуваат во 1916 година дека испитуваат на територија на Македонија живеат разни народи. Има срби, има бугари, има турци, има албанци, има власи, има и грци кои што живеат во поголемите градови и се занимаваат со трговија, но има и население, посебна група на население која што сама себе си се нарекува македонци, што е многу битно, не само ова поддршка и признание од надвор, туку и дека македонците се свесни и освестуваат дека тие се посебен народ, односно чисто македонци. Во ниту еден од овие, тоа морам да го кажам како историчар, во ниту еден од овие документи кои што датираат, да речеме, од 19 век до буквално и до денешно време, значи и во странските документи и во она што македонците го пишуваат како продукт на барања за своји права, секаде македонците се само македонци. Нема никаква придавка дали се од словенско или се чисто сегде се македонци. Значи, аргумент плюс и силен аргумент. Силен аргумент. Господин Атанасовски, се радувам тоа што го спомнавте дека наредната година, на 100-та годишнина од овој договор на раздорот, треба македонскиот народ да се интегрира, да се обедини. Тоа е точно. Само нашето единство може да не изваја од овие проблеми што ги имаме. Еве како господин Стојчев веќе има напишени документи кои што ги собрал, тој не ги со татком заедно. Со татком заедно. Тој не ги измислил, туку се факт дека ние македонците си постоеле, И во нивните архиви, на тие што не двоеле, не прчаса. Така да ние како самостална држава сега Република Македонија, треба самите да се избориме овие сите документи што ги има низ светот, во музеи, во библиотеки, треба самите да ги земеме, да ги преработиме и да ги доставиме не само на македонскиот народ, и на соседните држави и на други, кои сме ние, што сме, дека имаме она право што го бараме. Да бидам искрен, го споделам излението и на професорот Стојчев и на голем број македонци кои даваат широка, голема поддршка за вашиот удел, вашата патриотска мисија што ја правите не година, 2, 3 или 10 години. Значи, по околу 4 децении. Ако може, исправете ме, јас колку што имав информација од професорката Вера Стојчевска-Антич, која ја поздравувам на една трибина во која јас присуствав како
автор на Гласот на народот во Охрид, на Американско-македонскиот совет, а 8 конференција, јавно кажа дека ми се доближи македонец, не го познав човекот, но ми се представи Георгија Атанасовски, кој сакаше и подари помош да се направат тркализни маси каде што се дискутира за македонскиот јазик. Тоа е големо признание. А осим тоа ќе завршам, еден од ретките македонци бизнисмени, поддржувачи кои отворивте менталната матрица на македонскиот народ. Токму запознавајќи го со собствената историја преку вашите медиуми. Колку тоа ви инспирира и ви дава право да продолжите и натаму, и каде гледате Македонија на најблиска име? Ја мислам дека Македонија во едно време ќе биде најдобра земја во Балканот. Ама тоа сето зависи од нас. Ние имаме доста паметни луѓе, само таа памет треба да ја навртиме во корист на македонскиот народ, на македонската држава. Знаеме и сме паметни дека имаме и доста непријатели тука, но во еднина треба да се организираме тие непријатели, да ги неутрализираме и да почнеме она што ја го кажав, заеднички да почнеме да ја градиме нашата држава, кој што вистина имаме доста паметни македонци. Во последно време, за овие 20 години, можеме да кажем, една од малите држави, може да кажем, а ние не сме мали, го заземе 8-то или 10-то место за нови инновации. Значи, од 2 милиони држава да имаме да го завземеме тоа место, значи сме способни. Само тоа способност ние треба да ложиме, да работиме за изградба на такво семејство, каде и структури, каде секој еден македонец ќе си го најде своето место, да подобруваме на економијата, за подобруване на стандардот. Тоа зависи сето од нас, не зависи од Европската унија, не зависи од Русија, не зависи од Соединените американски држави, туку зависи самите од нас. И да влеземе во Европската унија. Ако ние не знаеме, не умееме да се одржуваме, нема да бидеме пак на прво место, ќе бидеме на последно место. Сакам еднаш за секогаш македонците сами себе да си го поделат она што му заслужува. Чистакам тука и господинот Робин во недавнешното интервју дадено за нашата програма Порта изјави вака дека проблемот не го барате надвор, барате во дома, расчистите ги проблемите дома. Тога ќе добиете вистински решенија и резултати. Тоа е точно исто и со разговорот што ги имам со господинот Немец. Многу јасно кажа, ние треба да заземе еден став и подсврт став. Нашите политичари да изгледа одат таму, нема еден цврст став кој што треба да го репрезентираме во странство. Но одиме во странство и да се договараме. Ние не треба да се договараме за нашето име кое што ни прибаѓа нас. Ние треба да ги прекинеме преговорите, што побрзо тоа подобро, и да му кажеме не само на Европската унија, тука и Обединетите нации, дека Македонија нема што да преговара за она што ни припаѓа нас, и Обединетите нации треба самите она грешка што ја направиле да ја треба да исправат и да не признаат, ме разбираш, под уставното име кое што ни му заслужува и нив и не заслужува и нас. Токму ова е во контекст на дигресија на професоре, визави повторно историскиот момент што еве за неколку минути веќе влагаме во 10 август, што се вика, и на 99 годишнината од Букурештскиот договор. Значи, во колку, значи, таа на дигресија правам, визави се господинот Стојчев што спомна дека проблем беше на царска Русија и на Австро-Унгарија да не се спомнува името Македонија, бидејќи ги менува лончињата и ги пореметува картите, односно мозаиците. Соглед, че се согласите, професоре, вие дека и Русија ја создаде царска Бугарија како вештачка творба и Албанија создадена како вештачка творба за Србија да не излкача на топло море. Но до кога и како може да се променат ваквите политички контури или ситуации, или се е веќе тоа дефинирано многу одамна, што спомнате тие ложи, кои веќе знаат перспективата и перцепцијата ви во наредните периоди. Има ли шанса нешто се случи, некој чудо, некој мерикл? Па видете, неблагодарно е да се коментираат, посебно од ова порака на Македонија. Дали може овие артефакти да им бидат предочени, тие знаат, само глума дека ништо не знаат? Ако не знаат, тие се многу добро организирани и имаат историски служби и институти, геостратешки, кои што може да ги информираат и од кои што, да речеме, ако можеби некој политичар од голема држава доаѓа во Македонија и можеби не знае детали
ама тие многу брзо значи добиваат информации од своји служби, од луѓе кои што се не мора да се обавештаени, научни институции и лесно доаѓаат до информација, добро се организирани и затоа ја спроведуваат таа политика што ја спроведуваат. Во тој контекст можеби само една желба моја како македонец, како патриот, да што повеќе документи, не само оваа книга, туку што спомна и господин Тарасовски, во библиотеки и во наши домашни и во светски библиотеки, што повеќе научни трудови да се експлоатираат и од страна на младите генерации, но и од оние луѓе кои што значи управуваат со државата, кои што читаат, да може, или ако немат они можност туку да се користат што повеќе овие работи, за да на вистина, ако не можеме на рамноправно да излеземе со обемна територија или со број на народ, науката нема компромис. Значи, вистина е вистина, факт е факт, можеме рамноправно да излеземе со факти со било која странска дипломатија и да ги потврдиме. И овие кажувања и екзистирања и, што вели господин Тарасовски, да заземе еден потврд став, значи, за одбрана на македонските национални интереси. Уште ова, со оглед дека ние зборавме сите тројца пред да почне емисијата, ваков документ, господин Тарасовски, се согласувате со мене, ова читанка историска, да речем, еден зборник, да биде и на англиски јазик. Секако. И да се дистрибуираат во сите центри на моќ, каде што навистина да им се укаже, да им се даде до знање, покрај тоа што ги имаат во нивните архиви ваквите документи, но да им се каже дека ние постоиме, не сме истам народ. Токму така, бидејќи ова е пишувано е доста за Букурешкиот договор, покренувани иницијативи и од невладени, и од политички организации, парцијално, делумно, но ова е прв научни историографски труд во кој што е обработена причината за Балканските војни, односно дека центарот, епицентарот на Балканските војни е интересот да се подели Македонија, да се заземе територија и да се освои, денационализира населението, народот и како една таква политика да се сосема, значи да некако се искористат сите можности да едноставно науката дојде во оние води политички кои што можеме да ги канализираме. Ние сме пријатели добри со Руската Федерација, покажа и премиерот на Македонија, кој навистина по барање на председателот на Русија Владимир Путин беше примен, што е за респект во секој случај. Значи светот ги има сите 4 страни, значи и компасот ги има потврдено. Значи тоа нека ние не водиме сега критички осврт правиме, меѓутоа правиме еден тайм драйв, еден времеплов, тоа што се случило. Дај Боже, верувам дека Руската Федерација ќе смогне сили токму на нашиот јужен сосед да му укаже дека треба малце да ја осврти поинаку курсот на однесувањето. Дали тоа беше уште еднаш да се вратам? Токму тој дел каде што е Беломорска Македонија во интерес на Русија, бидејќи нема топли води, топли мориња и како стратешки центар беше да таа поделба биде. Не само Беломорска, туку тоа е континуитет на руската политика од Берлинскиот конгрес, односно од создавањето, проектирањето на Сан Стефанска Бугарија. Тоа е 3 март 1878 година, кога Русија формира една творба државна, голема држава на Балканот, словенска, со подршка значи на Русија, а големите сили други не дозволуваат и затоа е случен Берлинскиот договор и преговарање да се анулира таа Сан Стефанска Бугарија и да се поинаку организира територијално Балканот. Што во континуитет на руска подршка, руска политика, можеме да кажеме дека тие зли духови се присутни денес, конкретно еве за Бугарија од историски аспект. Значи бидејќи ние често добиваме од надвор разни коментари и политички и историски, а не Бугарија како учесник во Втората светска војна на страна на фашизмот. Бугарскиот народ менува опција, значи во 1944 година и настапува на страна на антифашистичката коалиција. Тој датум, 9 септември, кога Бугарија стапила во антифашистичка војна, е славен како национален празник од 1944 до падот на комунизмот во Бугарија. По падот на комунизмот, датумот кој што е несомнено, значи една од најголемите зла на светот е поразен фашизмот. Бугарија го менува датумот на националниот празник и сега го слави 3 март, кој што е формирана Сан Стефанска Бугарија, која што никогаш не функционирала како држава. И сега чисто значи во она спиритуална како духови можеме да препоставиме што би значило една таква идеја, позиција со асоциација на тој датум од
1878 година, кога е создадена, значи, Бугарија со граници на цела Македонија во рамките на таа држава, освен Солун. Егискиот дел го спомнавте, секако ова што Русија е заштитничка на уставот на Грција, има некакво влијание, така да не можеме да исклучиме и денес, значи се она што е од минатото, а посебно 19 и 20 век, дека врските се присутни и во политиката која што е актуелна и денес. Уште нешто, што е тоа битно уште за Букурешкиот мировен договор и поделбата на Македонија? Што не сме го фатиле, а би имало нешто тука се каже во делот кај што како ексклузивитет го имате дефинирано во самиот труд. Како ексклузивитет се компонентите кои што се надоврзуваат, бидејќи договор сам како договор е потврда за паралелно. Значи имаме договор кој што е официјално потпишан со присуство на делегати од големите сили меѓу државите што ја делат Македонија, никаде не се спомнуваат македонците и правата на македонците, а од друга страна заедно со овој договор имаме паралелно во исто време билатерални договори помеѓу Србија и Бугарија, Грција и Бугарија, каде што спомнуваат дека постојат македонци, дека има опција за создавање на Македонија, со фактички сами се негираат со потпишување и денационализација на македонците во Букурешкиот договор. Овој договор е ексклузивитетот на книгата што е ова прв пат, значи, со една длабока анализа со сите овие други документи придружно даден документ во целост она што го имаме како историска наука, не само македонска, туку кога планирате да го објавите? Јас сум во фаза на објавување, дел од средствата за печатење се обезбедени, дел С голем интерес создадовте кај целата екипа, ве замолуваат насловот, може ли да го свртите насловот со наистина? Тоа е Букурешкиот мировен договор и можете према поделбата камера Кажи го како на- Ивановски, може Да. Да. Значи со карта на географска и историска граница на Македонија која што е поделена. Автори се Ванче Стојчев и Александар Стојчев и на корицата позади е даден извод од оригиналниот документ од меморандумот на македонците, каде што сами македонци потврдуваат. Интересно е што на сите овие писма, знаете, Колку писма, колку има? Многу има, но апелирано е, знаете како, некогаш во преписка, она што е интересно е што не е одговорено негативно. Не е одговорено, а и не е одговорено негативно. Никој не демонтирал. Никој не одговорил од овие влади, не е точно дека вие македонците сте учествувале или дека не. Тоа е интересно, што немаме одговор писмено на ниту еден Да ви акт. демонтира, тоа е На некој начин со молчење е потврдено. премолчена вистината македонска. Господин Атанасовски, повторно ќе се навратам тука, не ве поканив да ве фалам, да ве воздигнам, меѓутоа да ве респектирам во секој случај и јас и македонската јавност, дека сте голем покровител на голем број трудови од вакви содржини, од вакви тематики години наназад. Што би издвоиле, например, кои наслови ве инспирираат, имајќи факти еден млад научен работник што седи заедно со нас, еве ја кажува вистината на дланка има и светот ја чита. Кои трудови би ги одвоиле вака, што инвестиравте, помагавте и дадовте повеќе подршка од кои да е? Јас имам дадено доста поддршка на многу книги во Република Македонија, па и надвор. Имам финансирано разни работи кои што се во корис на македонската нација, на македонскиот народ, и тоа ќе го правам и во еднина. Многу работи народот не е запознат што јас имам работено и што работам, затоа што некои работи мора да се држа во тајна, друго да се организираме и функционираме. Затоа што ние меѓу нас македонците имаме многу големи непријатели. И не е така многу лесно мораш да му се верува на секој. Затоа некои работи ќе ги држиме во тајно и во еднина, ме разбираш, Со да бидеме резултати. поуспешни и да имаме поголеми Како е организирана резултати. диаспората во моментов? Видиш, во диаспората се организираме, имаме проблеми, како што има и државата тука, ама тие проблеми се пренесени и од тука. Она разделба што има тука, има и табу во некои, поради политички, поради други работи и причини, но работиме во еднина сите организации од светот и работам да ги викнеме на еден состанок, да седнеме и идната година на 10 август да бидеме обединети и да му кажеме на светот кои сме, што сме и дека нема повеќе да дозволиме и со вакви дела, наравно ние не смееме со зборови да зборуваме, туку треба да докажеме со оние документи што се напишани од оние земји што не делеле.
Тие имаат доволно документи, но тие документи тие нема да ги соберат. Ја многу сум благодарен на господинот Александар Стојчев што се потрудиле ова книга да ја приготват, да ја напишат. Јас ви гарантирам 99% од македонскиот народ кој што живее во Република Македонија не е запознат со овие списоци. Па затоа ги имаме ние овие проблеми, затоа што нашите политичари не си знаат својата историја. Кои ќе појдат надвор, тие не се спремни да одговорат на оние прашања на кои што ќе дојдат на масата. Тие одаат без спремност. Како што направи господинот Александар, а американците сенатори кои ќе дојдат тука, тие имаат дебрифинг пред да дојде во земјата. Оние што се за овој дел, што е знаат и историјата, и политиката, се има 15-20, може и сад, зависи колку е битно неговата посета тука, брифинг, и тие многу повеќе знаат од нашите лидери кои што не представуваат народот тука. Јас сум во тоа сигурен. И друго може да критикувам дека многу луѓе кои што се испратени во разни амбасади и на разни места, луѓето не представува онака како што би треба, како што другите амбасади тоа го прават. Ја мислам во еднина треба да се преиспита и да се направат некои промени, затоа што без промени не можеме да одиме напред. Оние што заслужуваат, треба да се продолжи својата работа. Оние што не заслужуваат, треба да принат промени со оние луѓе кои што можат да им помогнат на Македонија и на македонскиот народ. Јас режијата би ја замолил тука еден блок, втори блок реклами да ги најавам и уште една музичка номера и ќе влеземе во финалниот дел на емисијата со оглед дека интересно после ова што го слушнавме како идеи што би требало во наредниот период, особено во пресед на 100-та годишнина од Букурешкиот договор. Значи режиме молам одиме со вториот блок реклами, после дека Леопиеве повторно уживо, почитувано истина жешка тема, интересна тема, полна со ексклузивитети, како што предложив наслов Букурешкиот договор, јаболко на раздорот, договор на раздор и пропаст. Еве веќе навлеговме за некоја минута на 10 август, кога 2012, кога се одбележува 99 години до овој документ. Оксана Танасовски, сакавте нешто да додадете во врска со излагањето на професор? И пред Балканските војни, меѓу македонците и турците кои живееле на оваа територија и Одрење, веќе се разговарало да се создаде автономија, посебна автономија на територијата на Македонија и Одрење. Тоа не му одговарало на Австро-Угарската империја и на Русија. И поради тие работи, инфлуенции што сакале Русија да дојдат на топлото води или Белото море, не се случило тоа, се случува Балканските војни. Господинов Александар Стојчев може да објасни многу подобро, јас ова вака генерално го знам. И во континуитет на ова што го кажавте и непосредно после Првата Балканска војна, турскиот голем везир официјално на преговорите во Лондон дава предлог да се исполни членот 23, односно на Македонија да и се даде автономија. Ако имало некој од соседните или другите историчари било каква недумица околу тој член 23, најдобро ова го потврдува турскиот предлог дека тој член предвидувал автономија на Македонија во пат кон независност. Исто така и во време на она што јас би го дополниле во време на Првата светска војна, бидејќи ги зафативме и тие прашања, а круцијално е врзана Балканската војна со Првата светска војна во дипломатските прирачници, во сите литератури што се за дипломатија на Европа од ова време, се наведува дека една од основните причини за избунувањето на Првата светска војна е македонското прашање, односно не добивањето на единствена држава Македонија која што ќе има центар во Солун. Дека овие прашања биле контроверзни и во време на Првата светска војна, јас само во оваа прилика ќе ја покажам колку што може да се види оваа карта. Оваа карта е нова камера на тројката. Оваа карта е карта која што е продуцирана во 1918 година, колку што може да се видат границите на југословенски. Предлог на Кралството Србите, Хрватите и Словенците на Париската конференција да се создаде држава со граници до
значи Халкидики, односно цела територија на Македонија да влезе во оваа држава. Зошто? Било искористено барањето на македонците, предводени од Григорije Ташковиќ во Воден, кој што испратиле апел до Југословенскиот одбор и македонскиот народ, односно македонското племе, да биде признаено заедно со трите други племиња, србите, хрватите и словенците, за да живеат полноправно во иста држава, што било како предлог злоупотребено, македонците искористени за овој предлог, а со жестока политика на председателот на владата поранешно на Србија и министер за надвешни работи и председател на комисија за преговори во Париз Никола Пашич, строго во 1918 година било наредено повторно забрана за употреба на име Македонија и македонци, бидејќи постоела една комисија за националности која што работела во Версалската конференција и постоела можност во Австрија, односно во делот на Словенија и во Македонија да се организира еден плебисцит или референдум на кој што населението би можело да се изјасни во која држава сака да живее согласно 14 точки на Вудро Вилсон. Можеме само да претпоставиме зашто македонците би се изјасниле доколку им било дозволено да гласаат за самостојна држава. Да повторам уште нешто, значи од таа карта од бившег, мислам за 1918 СХС беше предложено да се инкорпорира фактички по старата карта на Македонија. Така, што ја повторно става како контроверзна тезата дека Македонија со векови била грчка, дека историски е грчка. Ова е предлог кој што е контра сите оние истории, теории дека некогаш значи територија на Македонија била под грчка држава. Историските факти, науката кажува дека Грција го освоила и анектирала егејскиот дел на Македонија после Балканските војни. Тоа е таа карта, а на оваа карта која што е исто од англиски автор можеме да ги видиме територијалните проширувања на само тоа е многу битно да се покаже, територијалните проширувања на грчката држава, еве, каде што значи се дава од и грчки автор пишува дека еве ги како што се обележани дека во 1913 година е добиена Македонија. Никогаш порано грчкото кралство немало власт, немало свој административен систем на територија на Македонија. И оно што е интересно, што би сакал да го споменам е што во 1917 година, во време на Македонскиот фронт, генералот Сарај, кој што е командант на сојузничките сили, имал идеја, предвидувал да се создаде Република Македонија по принцип на француско републиканско уредување, а имајќи го предвид фактот дека се уште во 17 година Грција била неутрална, односно била потенцијален непријател на силите на Антантата, односно на Франција и на Британија во Македонија, генерал Сарај наредил сите безбедносни сили и воени, полициски грчки да се евакуират од Македонија. Во Тесалија била воспоставена тампон зона, а можност била значи да се создаде, тој предвидел заради заштита на францускиот капитал да се создаде Република Македонија со центар во Солун. Поради тие идеи од Поенкаре за небрзи месец, 2 дена е сменет од функцијата на командант. Еве, за крај сакам да замолам Ханс Лотар Штепан, и тој замина од овој привремен живот, да речеме, овој свет, со тоа што напиша книга и го одливот изјазнал во секој случај, со факти, со аргументи, потврдил дека Македонија ги има сите атрибути, сите перформанси и права да си го признае својот, да го признае нејзиниот идентитет, име и така натаму. Кој е вашиот коментар за крај, после овие прекрасни, господин Атанасовски, вам ќе ви дадам простор, можност први да се изјасните, имајќи факт дека вистината е на наша страна, фактите се на наша страна. Дали светот при сите овие факти треба натаму да биде слеп и глув? Ја мислам, еднината е на наша страна. Ние само треба да издржиме. Затоа што фактите веќе се променува. И економски, и политички, така да во еднина може да има и престројување во размислувањето на овие држави кои што во овој момент гледаат негативно поради нивна инфлуенција или економска инфлуенција во оние држави кај што ги поддржува денеска. Али она што се случува во Европската унија, што се случува со нашиот сосед Грција, може во еднина да биде во наша корист, така да ја очекувам за кратко време Македонија да си го најде своето место во Обединетите нации, да се го зачува своето име Република Македонија, она што ни заслужува. И нема од тука ние никогаш да отстапиме. Професоре?
Јас би истакнал факт што повторно врзано за историската наука, бидејќи многу често се злоупотребува историската наука, историските факти и многу лесно се даваат некои констатации од луѓе кои што не се историчари или оние кои што се нарекуваат историчари во врска со македонскиот идентитет и македонската историја. Она што го имаме во научните дела, она што го истражуваме, што го пишуваме, тоа би била една порака да постојано се користи и на меѓународни седници, конференции, и на билатерални, и на некои научни симпозиуми, значи да излезе, ако веќе од другата страна се употребува историја како наука, да ние покрај научните конференции, значи да се на некој начин со дипломатски речник што подобро опремиме со знаење за сопствената историја, но и која што е многу добро поврзана и цврсто поврзана со другите истории, а независна и само така со фактите можеме да обстојуваме и да постепено дојдеме до посакуваната цел. Ова не е време на војни во смисла на Балканска, на прва, на втора. Ова е време кога што народ кој што толку векови трпел и кој што толку векови обстојувал под разни поробувачи, успел да создаде своја држава и да обстојува и да екзистира. И овој народ секако дека и во овие, да речеме, времења кои што не се како тие воени, сигурно дека ќе обстои и дека ќе на крај ќе излезе со една сатисфакција, со едно задоволство дека е рамноправен во време во кое што живее со другите светски и европски народи и дека секако дал голем придонес, не смееме да заборавиме на сите оние жртви што се дадени од нашата земја, од Македонија, без оглед дали се македонци, дали се припадници на други етнички заедници, значи во виорот на првата, посебно и на втората светска војна и се вбројува, значи и во тимот, во делот на жртвите, но јас тоа често пати го повторувам и со гордост можеме да кажеме и дека сме на страна на победниците. Благодарам многу што вечер бевте во Порта. Благодарам многу што еве ексклузивно дадовте информации кои заслужуваат внимание и респект. Ви посакам добро здравје на двајцата и успех во работата. Професор, вам верувам дека ќе прифатите мојата покана ексклузивно да објавиме книгата што ми искача ќе излезе во печат. Почитувани, благодарам за вниманието. Благодарам за се оно што дадовте како голем интерес да бидете вклучени во овие 90 минути во оваа емисија. Благодарам што не следевте и на македонската телевизија на сателитскиот канал. Благодарам што бевте заедно исто на телевизија Сонце. Еве, оваа емисија нека биде уште едно наравучение дека треба да се почитува македонската историја, македонски корења, бидејќи тие се стари, постари си од Христа. Бите живи, здрави, се гледаме наредниот петок во истото време. Пријатна вечер.